Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Андреј од ДНК, ќе биде ова интересно дружење. Андреј, здраво живо. Од кога не си дошол во Пилистар вака на уживање? Па кате одамна не сум дошол, ама ми направи услуга вака, знаеш, едно саат време додека те чекав, пиев чај. Не мораш да ме излаваш, Андреј. Наблюдува вака што се дешава утрински низ градскиот площад. Ние нели дека навечер претежно работиме, тешко стануваме, ама не можам да те одбијам, морав да дојдам. Така, што се случуваше на площадов? Па гледаш интересни профили на луѓе одат на работа, замислени, не знам, туристи се сликаат пред споменици. Така да, одамна не сум бил, не сум ја вака обсервирал оваа слика утринска на градскиот площад, што се случува. Така. Ако те присалам сега, нели, ајде кратко само да кажеме зошто од 93-та, нели, си роден тука, па потоа имаше дел кога живееше во Дебар, па потоа пак враќање. Чисто вака да ги наслушиме само гледачите зошто беше одењето па враќањето во Скопје. Па зашто беше? Јас сум татко ми од Дебар, студирал тука архитектура, се запознале со мајка ми, нели, не со мајка ми од Скопје. Мајка ми е центарска шизла од Црничи и од така да се запознале во студентскиот дом Гоце. И нели како течеле љубов тука голема паднала, ете ме зачнале да кажам. И тука сум роден, меѓутоа татко ми добил понуда прво во мислам дека бил инженер на архитект на една зграда во Косовска каменица, таму живеевме некои 5 години во Косово. И потоа 6 години во Дебар, значи негде 93-та година во 6-то одделение се вративме тука затоа што мајка ми запна да се вратиме, а и поубаво што запна да се вратиме затоа што најубав дел као дете го поминав во Дебар, меѓутоа што потоа, знаеш, тоа е една мала затворена средина. Повторно ќе требаше да доаѓаш во Скопје. Пак ќе требаше да нели да почнеме да учиме, да студираме едно друго и за тоа се вративме во Скопје, поточно во Карпуш 4 и од тогаш сум цел живот во Карпуш. Во Карпуш, така. И како беше тогаш во Карпуш 4? Многу од друштва по 10-15 другари. Чека, извини, ти имаше веќе дијалект дебарски ти? Имав, да, како немав дијалект, да. Имаше никој првиот прекар ми со беше скопскиот проблем? Не, мајка ми, јас доаѓав и викенди ке баба ми во Карпуш 3. Меѓутоа имав по некој дијалектче дебарско и другари ме зеза првиот прекар ми беше Дебар. Дебар? Да. Па после Крос ме вика, Крос е ќелјав на албански. Дека во Косовска. Да, и така да имаш интересни моменти. По 10-15 другари искачавме у град и знаеш која е диаметрално разлика се доаѓаш од Дебар, една помирна, смирена, чиста средина и одеднаш кога доаѓаш тука 6-то одделение почнеш одма по дискотеки. Силејс, Хардрок, не знам, Метробол тука. Почна веднаш, турбо. Одма. Ме собра тоа плевата другари, 11 души, морав со нив. Немаше бегање, така? Нема бегање, да. И што се случуваше во 6-то одделение во дискотека? Тоа ти изгледа како ти идеш на стадион, ама затворен да е целиот, така? Големи проблем, не што се случуваше у дискотеката, она што се случуваше у глава кај мене од една ваква средина, у диаметрално различна средина која што е Скопјево, се случува прилично интересни работи, затоа што и тоа време, да речеме, у младина во Скопјево беше малце поинаква, почиста, поискрена, не беше вакво префригано, порасипано, да го кажам, многу време. Имаше многу убав дух некој, драж имаше диско, чишу диско, се пушташе убава музика. А некоја све и свашто се има, нели, денеска, да кажам, соседниве поднебја што не пунат со токсична никаква музика и имаше некој драж, па се собиравме после пред Аркадија, пред Кингбургер, да кажам, сендвичари, да. Тука кај Соборен храм, нели, уствари ние едва чекаме да завршиме со дискотеките за да се собереме таму и тука почнуваме оние, да кажам, улични дружења, пуштања на девојки, не знам, сепарирања, нели, машки и женски друштва. Застани таму, многу не интересира секогаш прва љубов. Да.
Таа беше таму во Дебар или беше во Скопје? А првата љубов ми е од Дебар. Од Дебар? Се дружиме уште, Елена се вика. Сериозно си дека Да, се дружите? Се дружиме, да, се дружиме. Само ти изгледа се дружиш со првата љубов, знаеш? Првата љубов тоа беше платонска љубов. Платонска таква. Те сакам, ме сакаш. Да, се имавме некоја интеракција во текот на годините, меѓутоа едноставно не заврши позаедно, меѓутоа она е еден убав интересен лик и останавме да се дружиме. Зашто па да не се дружиме? Така. Значи, она има голем удел у мене као во структурата, градењето на нейна машкоста. На вистина. Во првите тие, да кажам, почетни години кога машкото и женското ги развиваа тие сетила, односно тоа чувство во нив наречено љубов, машко-женска љубов. И имаме голем удел еден во друг и продолжиме да го негуваме тоа другарство, да кажам, да. Баш убаво. А првата таква не платонска, туку на првата не платонска, прва женска, по скопски, физичко секаква психичка љубов, психичка по психичка и од која што имав и да кажам болен удар и печат психички. Зошто те откачи, Андре? Да. Да знаела она кај ќе стигнеш, а? Не, нема врска Нема тоа. врска? Ја во принцип нема, ако ме гледала и тоа сигурно немаше да бидам со неа. Затоа сум и со жена ми сега Наталија, затоа што не ме шиша 2%, ме дожива како Андреа, не те шиша 2%, ова е добро. Некој. А инаку првата љубов се викаше Маја од Ново Лисиче и рачуна ја од Карпуш 4 до Ново Лисиче со последна 15 сред зимо, додека стигнав смрзнат, сум одел секоја вечер, така да. Како те откачи, Андреј? Комотно. Што ти значи најкомотно? Што ми значи ме откачи лежарно така, имам друг, поздрав. Да. Сериозно? И ден денес се со тој друг и мислам дека се преселени во Америка и се маж и жена, имаат дечиња. Аха. Али од неа имам една исто така убав да кажам белег, затоа што убавината во љубовта и болката на љубовта кој ќе осетиш те доизградува, во некои сегменти те финализира као целина, као човек. Да. Добро, и сега кажи ми што се играше во тоа малото во Карпош? У Карпош 4 кај кулите покрај Вардар, тука се дружевме, имаше една цеетека, првата цеетека, ми текно татко ми уште беше од Девар додека ние се преселивме тука. Ми донесе еден систем со CD, само што искочија тоаш беа у шема, а ја нели болен и уште сум болен аудиофил. Уште тогаш по музиката, да, едве чекав да присоберам некои динари да купам CD. И заедно со другарите, тоа живеев на 17 спрат под Кирија бевме. Прв комшија ми беше Амди Байрам. Сериозен си? Да, прв комшија. По Карпош живеела Амди? Втората сопруга, нива, живееше таму. И слушав со другарите цело време рок, Бон Джови, Аеросмит, не знам, почнаа да искачаат тие некои нови жандрови хитс, миц, не знам, диџеи, некои, да кажем, електронска музика, Chemical Brothers почнав да слушам, не знам, Rage Against the Machine. Така да у тие години некако се сватив дека ми фали на ушиве да прослушам еден различен тип на музика. Не бев определен Prodigy, не бев определен на буквално слушам различни жанрови, да, слушам блуз, рок. И средно можам да кажам да го пофалам, се забегав малце од тема, можам ми се кога сме кај жанрови. Така е, да го завршиме овој дел. Да го пофалам и Гаро, со Гаро учев средно музичко, он ми ја навичи вијата за джезот. Стварно. Да речеме и као деца знаевме да се немавме пари, а сакаш да земеш поише албуми, не е кога се да ги симнеш на компјутер, па некој CD ќе го подукрадеш. Нели, така да. И ќе го преслушаш. Ќе го вратиш или не? Ќе го вратиш тиквива. Добро. Се правеа журки таму на 17-ти? Се правеа журки. Амди ви чукаше на врата? Дечки, Амди баш не да не ви беше делот. Беше коректен сосед, да. И инаку се правеле журки и се уште ги правам, од тогаш ги фатив некако како традиција, као некој детенце секој роѓенден. Не дека треба да го славам, и смешно е да го славиш, ама ми убав денот и го зимам како повод да
да ги соберам тие што ми се блиски. И еве веќе 42 години имам, секоја година не пропуштам ден да го прославам роденденот. Сега последниве неколку години кај Шинтер, мојот, да кажем, на татко ми е најдобрите пријатели, кај што го снимавме Ако утре ме нема, во Бардовци има една као викендичка, ресторанче викендичка. Таму се собираме со Наум, со Синтезис. Наредна година обавезно те поканам и тебе. Обавезно. Знаеш што сега да те прашам, колку од овие од мало деца, од оние 11 луѓе кои што ги спомена, сте дел од денешното дружење? Има дружби или не сте веќе растркани се по светот? Ама види, тие друштва беа не дека не ми се драги некои од тие луѓе, не дека не ми се драги сите, меѓутоа 15 души другарство колку е колку е возможно да трае. Да опстане толку години. Спомена музичко. Музичко беше изборот без не, без форсирање мислиш? Да, не, што сакаше да бидеш? Сакаше да бидеш музичар, тоа беше идејата. Искрено уште не знам што сакам да бидам. Добро е ова. Уште не знам што сакам да бидам. Да речеме, ако не земеш нас двајца, мене и Панчо, Панчо е тој кој што е со цели сили го стои позади се ова. Ја некако сосема од секојаш сум знаел дека сакам музиката, меѓутоа поише би се ставил во онаа класа на луѓе што ја абсорбираат музиката, него што ја изведуваат. Ова што ја изведувам искочи сосема спонтано, веројатно ете да имам нешто у гласот, у бојата да им се допаѓа на луѓето. И еден од луѓето кој што тоа го слушна на почетоците е Врчак, па ја снимивме во Твоето срце. Јас со Панчо си се дружиме веќе 23 години, учев со една негова пријателка бивша во средно музичко, она не запозна. Добро. И кликнавме, значи така, и потоа јас ги на некој начин бев средината, Врчак. Денка и Врчак. И тогаш пукна тоа, навлече на тебе, пази се од мене, полна месечина, више од тогаш. Да. Колку има од тогаш? Па има 22 години сигурно. 22. Знаеш што ме интересира? Колку години имавте вие тогаш? Околу 20 години. 18-19, така? 20. Па толку, да. На 20 години во Скопје, кога и во Македонија, ама ајде нели збориме за Скопје, кога си ултра популарен, како изгледа тоа? Види, ти можеш да замислиш ја што ми се случувало во глава. Дојден од Дебар, одеднашка пука слава. 3 песни имаме настапи со 3 песни и ти трите песни по 3 пати ги вртевме за да имаме 10. Пошто немаме песни. Што да испириме полна месечина, тоа го крие и не знам, пази се од мене. Екстра популарен. Ја во принцип ни за тоа и сме веројатно уште тука кај што сме ни ја ни Панчо, никако посебно не се доживуваме. Да речеме, еве сега имавме концерт по повод 20 години, имаше 10.000 луѓе у Метрополис арената. Од кога заврши се тоа, ја говореме за мене, уште толку ми дае на знаење дека треба да си останам истиот. Па сега да не звучам нескромно, да си останам баш тоа што сум. И ништо мислам дека нема да ме смени. Не ме сменило тоа. Не ме смениле настапите, не ме смениле дружењата, девојки, ништо од тоа. Имаше поише девојки, така? Во тој период имаш... Па не дека сум нешто посебно убав, ама популарноста ми подпомогнала. Добар. Види, тоа е природно нешто, така. Еден многу убав дел од мојот живот, кој што го поминав живеејќи кај тетка ми. Имав сова, мојата покојна тетка, која што сакам. Она ми беше као буквално као мајка. Па во некои сегменти поише од мајка ми. И 10 години бев кај неа и од таа сова ги поминав најубавите моменти од својот живот. Младалачки години. И добро е што ги поминав таму, за да на некој начин тоа ме како да кажем, ме изгради ваков како што сум, да знам што избор да направам понатаму во животот, што верувам дека воопшто не го згрешив изборот со мојата сопруга. Тоа е исто едно искуство, младалачкиот живот, кој што треба, како и секое друго искуство во некоја сфера, мора да го имаш за да знаеш каков избор да направиш и потек. Да не се зезнеш. Да не се зезнеш. Така. А денеска време знаеме какво е. За жал. Во тоа време, нели тоа беше изборот дека ќе биде, нели,
рап, дека ќе се рапува, дека ќе се или како почна се? Како почна работите? Средно музичко, да Добро. клучев средно музичко. Прво му мојот клас мора да се пофалам Ајде. по доста славни Доста славни и личности, денеска ликови. Така кликна, Аха. ја требаше инаку. Првиот мој контакт со да кажам некоја група во која што требаше да бидам дел од беше Магија. Јован ми понуди да бидам дел од нив, меѓутоа замисли мене да играм лево десно. Не можам да те Не се доживував така. Не можам да те А друг тип на музика Да. слушав и со Панчо највише кликнавме среќа, затоа што и двајцата сме слични како профили, слични визуелно. Убавината у тоа што слушаме различен тип на музика, да речеме од средност, стварно од средност сум сакал многу рок, сум сакал хардкор, слушав едно време, слушав електронска музика, лондонска. Кога се искачаше во дискотеки, пред да станеш популарен или да станете популарни, тогаш веќе веројатно не ви требаше гратис, така? Гратиси бевте самите, или не, Панчо, да. Врчак, Да, се да. тоа е шимата. Ама при тоа гратиси нешто, не пуштање во дискотека, си го искусил тој да? Па како ќе те пуштат 15 души влагате? Па стварно и мушки, вие, да. барем поделете се со по Да. некоја девојча вие. Ја последен таков најнизок никаков и секад ме враќале. Имало доста такви моменти. Како не на кој не му се десило тоа. И едва сме чекале да влеземе и дај Боже, ако или па имало и многу голема колегијалност, значи Да. ако еден не влезе не влагаат никој. Не влагаат сите 15. Не влагаат сите 10 души. Тоа е да. другарство. Тоа било другарството, убавината на тоа другарство. Тепачки, да речеме, сите скокаат еден за друг, сега тоа ние сме ги инициирале, меѓутоа имало разноразни, не знам, некој од другари е фатил девојка на некој од друг клан, Не знаејки. не знаејќи, не сакајќи, и сум имал ја тие моменти и имало интересни моменти, ама сите тие моменти, да речеме, што се случиле у Скопје, уст растењето, не верувам дека се оваа младина Може да ги искуси. некако другачие се развиваат, у друга насока одат, у која што мене не ми се допаѓа. Немаат вредности што ги имаме ние. Одиме на друга тема, а се вика Она е од шутка. Една од песните Твојата која што омилена. да, мојата одмилена од Сабајла, пошто Да. нели сурвав да видам кои се врзани со Скопје и вашите приказни во Скопје. Како излезе Она е од шутка и ја раскажи ни за тој делот, пошто нели прв кадар, па тоа се кокошки, патки, Патки, шатки, матки. Иако 10 години те враќам наназад, ама ајде обиди. Има една Панчо, освен со ДНК, значи функционира и како диџеј и како промотер. Он носи доста од светскава фела, Да. од хип-хоп и R&B артисти. Едни од, да кажем, можеби од најдобрите дуоа на хрватската сцена се викаат Болесна брача. Многу добар R&B хип-хоп бенд. И Baby Dux е продуцентот, еден од двајцата, со кој што имавме соработка на оваа песна. Он ја направи песната, значи, да, и текстот е, мислам, Панчо, треба да провериме. Негов е сигурно. Да. Меѓутоа, соработката е, бојата и на Baby Dux е така интересна и он пее на македонски. Ете, решивме да направиме една соработка. И некако рефренот со тие елементи што ги има фрагменти у самиот аранжман делуваше некако малце на како на ориентална музика и ни залепи највише за шутка, да. И се организиравме, најдовме од таму една куќа која ни се нели што требаше си подмиривме, али тоа е едниот дел. Другиот дел на самото снимање колку луѓе се собраа од таму ми ја направи уште по да кажам автентична целата атмосфера. Веројатно да не сте го снимале таму, спотот немаше да знаеш никако живее тоа мало или тој дел, така? Па бил неколку пати шутка сме пееле, да речеме, на плоштад таму 2-3 пати. Амди не има покането, нели тоа соседи. Па нормално. Таму сме пееле, памти, значи Амди 17 спрат. Како не, да. Да. И девојката башка мислам дека беше мис на шутка исто, што ни успотот. Значи било мишени. избор. Да. Да, а моето мало исто така е песна која што Да, моето мало. Вие сте од две мала. Да. Така? Да. Сите патишта не носат до моето мало, ние сме од две различни мала. Панчо е родромец, чисто крвен, јас сум од Карпуш, ама па
си ги сакам сите мала, си Да, сакам Скопје да. како целина, не го делам. Да, Да. така е, да. Колку често одиш сега кај Панчо или не си одите? Па одиме, како не одиме, Да, да, си одите одиме. на гости? Па си одиме на гости, да, поише ја кај него, него он кај мене. И нормално, или он ќе ме собере успут ако треба да одиме на западнава страна на настап, или ја него ако треба на источнава. Да. Како Така. сега живее Скопје во тој дух, да речеме после 20 години постоење, 20 и кусир години ДНК, како сега кога во Скопје правите во клуб Сирка? Ние Како што е си- различно? Гледаш ли нешто различно? Па, има огромна разлика. 97, 98, 99 беше експанзијата Тоа на беше бум македонската, на македонска, бумот на македонската забавна песна. Имаше многу Да. артисти, изведувачи, дискотеки, еден куп, многу млади. Сега за жал имам многу помалку млади од што имало беше тогаш. Луѓето се разбегани си одат надвор од земја. И тоа се осеќа, во принцип, Да. го гледаме ние, се осеќа Така е. таа цела атмосфера по дискотеки во земја. Скопје секако да го си го сакаме, ние матична Да. база. Од тоа на оваа тема поубаво ќе ти одговори Панчо, затоа што он секој четврток во дискотеки во Скопје пушта Музика. музика во станица. И он го има највише знае да ти да Да. го знаеш, ја има правата слика Така е. што се случува. Ја поретко искачам од време на време некогаш ќе отидам кај него. И така со пивото и рука и не многу гледам што се дешава. Така да. Добро. Он, Он знае како изгледа ти на кажа, свирки да. и од другата и од оваа Да. страна. Сегде сум бил по неколку месеци. Америка 2 пати сме биле, значи со Панчо, Европа цела сме изорале. Сегде е убаво, ама овде има нешто посебно во Скопјево и посебно во Скопјево има нешто убаво која е пролет, Аха. која се затоплува времето, која се отвараат кафичи и ресторанчиња во Дебар Мало. Има некој дух што го нема нигде во светот. Ние сме такви како народ да за разлика од многу други земји во светот уште има кај нас некои вредности, оние некоја да кажам топлина, Да. емпатија, Меѓу нас. да, дружење, друштво, Да. пијачка, убав муавет. Уште реагираме на мене посебно што ми се допаѓа и јас што сакам да применувам и што уживам како ритуал ми е да седнам и да направам добар муавет со тој од другата страна. Уз мезе, уз нели, Добра музика. добра музика, да, добра Така е. топла атмосфера. Така е. Така да јас си го сакам многу Скопје. Мгм. Си го сакам, иако не го посетувам многу активно, сум дел од него, Да. изграден сум овде као карактер. Ако говорам дека сум од Девар и од Косово, сум живеел таму, меѓутоа она најголемите, најбитните, Есенцијата, есенцијалните така. работи сум ги Искусил овде. вплотил овде. Така е, да. За крај, се вика емисијава Скопје але, као навивам за Скопје, нели? За какво Скопје навиваш, иако нешто кажа во овој одговорот пред малку. Какво е она Скопје кое што сакаш да се врати или нешто да биде во него различно? Навивам за Скопје во кое што во клубовите и дискотеките ќе почне да се враќа се подобра и поквалитетна музика, затоа што ова сум 100% сигурен во ова што го говорам, дека она што го слуша човек дома Да. е цела отслика на еден профил на тој човек. Не може човек што слуша лоша музика да е лош човек. да е лош добар. човек. Не викам дека не ги делам се да не ги така класифицирам работи, да не ги генерализирам, меѓутоа човек што слуша убава и квалитетна музика, одма се гледа дека е убав кој човек, дека е добар кој човек, дека е сваќањата му се малце видиците му се малце поотворени за разлика од луѓе кои што слушаат неубава тоа музика. што не дави се од да кажам соседија. Така да такво Скопје сакам, со таков жар, со таков дух, со таква музика и со млади што ќе слушаат таква музика, затоа што тие млади ако слушаат таква музика ќе бидат многу поубави. Ќе Убави прераснат луѓе. во поубави луѓе. Така е, да. Ти благодарам, Андреј, за ова искуство и убав муабет. Како беше? Сакам убави муабети. Апсолутно со тебе секогаш сум ги имал и да ми ги најдеш старите Ево, емисии. важи, договорено. Со солзи во очите